Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилеп го одбележа патрон празникот. Нови домајќини се компаниите Матадор и Бимфуд. Денеска се одбележуваат 103 години од реѓањето на великанот Блаже Конески. Во пресрет на новогодишните и божичните празници, внимателно со новогодишните пакетчиња за деца, поради безбедност на продуктите во нив. Од полицискиот билтен, прилепченец физички нападнат од својот пријател. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Прилеп го одбележа Свети Никола, патрониот празник и заштитник на градот. Пред параклисот во центарот на градот на Свети Никола се изврши водосвет и прережување на славскиот колач. Стариот домајќин, општина Прилеп, им го предаде кумството на новиот домајќин, компаниите Матадор и Бимфуд. Овој ден е символ на љубов, заедништво и добрина. Празник кој што не обединува сите и како домајчини во нашите домови и како драги гости, туку и секаде каде што го споделуваме духовниот празник. До денешен ден и на сите поколенија на архиереи кои што живееле и ќе живеат до крајот на овој земен и материјален свет и преоден, да се угледаат на него, како што Светиот апостол Павле вели: угледајте се на мене, како јас што се угледав на Христа. Посакувам на идните домајчини уште поголем број да излезат вака во нашиот град. На компанијата Бимфуд, кои што домајчини се во Србија и не се присутни, стават куќна слава. Ви благодарам на сите за честа и ве поканувам година во уште поголем број да прославите Свети Никола. Благодарам. Денеска се одбележуваат 103 години од реѓањето на великанот Блаже Конески. Блаже Конески е роден на 19 декември 1921 година, починува на 7 декември 1993 година и представува една од најзначајните фигури во 20 век за Македонија. Тој е филолог, поет, прозеист, есеист, литературен историчар, преведувач, професор на Филозофскиот факултет во Скопје, академик и прв претседател на Македонската академија за науките и уметностите. Тој е еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик. Во чест негова, денес многу институции го носат неговото име. Својот патрон празник го одбележа денеска и основното општинско училиште Блаже Конески Прилеп. Во пресред на новогодишните и божичните празници, внимателно со новогодишните пакетчиња поради безбедноста на продуктите во нив. Агенцијата за храна и ветеринарство почнува со спроведување на засилени вонредни контроли кај операторите со храна. Целта е заштита на здравјето на најмладата популација потрошувачи децата, со акцент на контролите на новогодишните пакетчиња и нивната безбедност. Некои компании се обидуваат да манипулираат со потрошувачите, особено со новогодишните пакетчиња, па во збирното пакување подметнуваат и небезбедни производи, најчесто производи со поминат рок на употреба, велат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Од полицискиот билтен, прилепченец физички нападнат од својот пријател.
Настанот се случил денеска после полноќ, каде ГА, 29 годишен од Прилеп, пријавил во полициската станица во Прилеп дека бил физички нападнат од неговиот пријател кој потребувал и тврд предмет. Се преземаат мерки за расчистување на овој случај, а вчера полициските службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода лицето ИД, 37 години од Прилеп, затоа што кај него била пронајдена и одземена грудчеста материја. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала облачност. Дуваше слаб умерен ветер од јужен правец. Минималната температура во Прилеп изнесуваше -1, а максималната достигна до 15 степени Целзиусови. Од утре попладне, под влијание на циклосна активност, ќе започнат фрнежи од дожд, а на планините на повисоките места снег. Во сабота, поради спуштање на студената воздушна маса од север, ќе дува засилен северен ветер со брзина од 65 км на час и врнежите ќе преминат во снег, а во некои од пониските места може да има поголема количина на дожд. Преодно стабилизирање на времето ќе има во недела, а од понеделник се очекуваат нови врнежи претежно од снег. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Техничко водство Никола Димески, уредник Гордана Цветановска, продукција Радио Пела, декември 2024 година.